Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Со недели ВМРО ДПМН и Левица водат хајка против изградбата на делниците од коридорот 8 и 10Д и против реномираната американска компанија Бехтел. Пратеници од ВМРО ДПМН секојдневно бараат договор за коридорите да се достави до собранието, а сега молчат и не кажуваат кога и на која собранинска комисија тој договор да се разгледува. Наместо дебата и конструктивност, ВМРО ДПМН шири лажни вести за цената, за роковите за изградба на делниците. Тоа покажува дека ВМРО ДПМН сака по секоја цена да ја одложи реализацијата на проектот, изградбата да трае подолго, а државата да плати 150 милиони евра повеќе. Изградбата на коридорите е најголема инвестиција во инфраструктурата во историјата на државата, во вредност од 1,3 милиарди евра, каде ќе се изградат 110 километри автопатски делници на коридорите 8 и 10Д. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и парламентарното мнозинство нема да дозволи блокадата на овој капитален проект и нема да дозволиме при негова изградба да се повтори хаосот од автопатот Кичево-Охрид. Со предлог законите кои влегуваат во собранинска процедура се унапредува ефикасноста во изградбата на патната, железничката и енергетската инфраструктура во државата. На тој начин се обезбедува побрза, поевтина и квалитетна изградба не само на овој проект, туку и за сите идни национални и стратешки проекти, како автопати, железници, гасоводи и слично. Меѓу нив спаѓаат и проектите финансирани од Европската Унија, од меѓународни финансиски институции. Сите предложени законски измени се во согласно со Уставот и со нивното донесување ќе се заштедат 150 милиони евра и 2 години изградба за коридорите 8 и 10Д. Изградбата на овие коридори носи економски придобивки со отварање на 8.000 нови работни места и номинален раст на БДП во 2% годишно. Благодарам.